Неделава финишираше и 13-тото коло од бизнис лигата, каде најуспешните компании во земјава си ги одмеруваат целите во мал фудбал. Бизнис лигата стана најголемото спортско случување во бизнис сферата, а екипите кои играат можат слободно да застанат рамо до рамо со професионалците. Ние присуствувавме на надпреварот помеѓу домакините, односно екипата на спортскиот центар Борис Трајковски и екипата на ЮН. Еве ги очекувањата на двете екипи пред самиот старт на надпреварот. Искрено очекувам победа. Не ги знаеме противниците, ама се надевам да победа. Имаме 3 пати неделно тренинг, значи ова е наша сала и тоа е тоа. Оваа година сме послаби, ама се надевам дека до 8 место ќе завршиме. Well, we have a game against a team that we hope we can come up well. Of course, we as the UN, we are by definition, we are here for enjoying, for having fun, for networking, for seeing people, for meeting people. So the result is okay, but we are here for the fun of it. Иако и двете екипи покажаа доста офанзивен фудбал со одлично одиграни напади, имаа слаба завршница. Во текот на целото прво полувреме постигнаа само еден гол од страна на екипата на спортскиот центар Борис Трајковски. Во второто полувреме, екипата на ЮН постигна погодок за изедначување, но екипата на спортскиот центар Борис Трајковски не дозволи пресврт и го доби овој надпревар со водство од 2 поени. Во малата сала на спортскиот центар Борис Трајковски владее одлична атмосфера. Иако пред се ова надпреварување е сведено на пријателско, борбениот дух и желбата за повисок пласман се на високо ниво. Остануваат уште 6 кола до крајот на оваа сезона на бизнис лигата, каде ќе имаме можност да видиме одлични надпревари, зачинети со голема неизвестност и драматична завршница.